Еве не во уште едно издание на регионалните вести. Правните и физичките лица отсега иницијативите за изработка на нови урбанистички планови и нивна измена за град Тетово може да ги поднесува и во електронска форма. Општина Тетово пред 2 недели има распишано јавен повик за изработка на урбанистички планови. Повикот ќе трае до 31 септември. Граѓаните и правните лица можат преку електронски пат да поднесуваат иницијативи и да интервенираат во измени и дополнување во урбанистичките планови за населените места и урбаните блокови за град Тетово. За таа цел општина Тетово има објавено јавен повик кој ќе трае до 31 септември. Повикот е објавен на интернет страницата tetova.gov.mk и на огласната табла на општината. Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Тетово за 2015 година. Средствата за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба да се обезбедат од подносителите на иницијативите. Јавниот повик се распишува согласно на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање во третиот квартал од 2015 година. Во период од 30 дена сите заинтересирани физички и правни лица треба да достават иницијативи за изработка на урбанистички планови од членот 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Од секторот за урбанизам велат дека се работи на изработка на нов генерален урбанистички план. Има започната иницијатива одамна пред неколку години, меѓутоа тоа е многу комплексна задача и не иде тако брзо. Во тек сме на изработување и се надевам дека поскоро ќе биде. Подносителите за прифатените иницијативи ќе бидат информирани преку електронска форма преку информацијскиот систем e-урбанизам во рок од 15 дена од истокот на рокот за поднесување на иницијативи. Промовирана програма за автомеханичари на едукативниот центар на компанија Аутоцем од Тетово. 3-месечната обука ќе можат да ја посетуваат лица со навршени 15 години заинтересирани да добијат звање автомеханичар за современи системи кај моторните возила. Во просториите на компанијата Аутоцем од Тетово денес беше промовирана програма за автомеханичари. 3-месечната обука ќе може да ја посетуваат лица со навршени 15 години заинтересирани да добијат звање автомеханичар за современи системи кај моторните возила. Е предвидено групите да бидат од 8 до 14 учесници кои што според капацитетот на сервисот ќе дадат ефективност во обуката. Значи, размислувано е на тој план. За целата таа обука се издава валиден сертификат, кој што се издава од Министерството за образование. Обуката се состои од теоретски дел, кој што е опфатен 56 часа, практичниот дел 182 часа и евалвацијата 26 часа. Значи, тука некаде околу 264 часа, со неделен фонд на часови од 20 и 3-месечно време траење на обуката. Теоретскиот дел предавач активен, тоа сум јас, значи Зоран Кировски, дипломиран машински инженер, координатор Александар Кочовски, Енвер Адеми, практичниот дел и стручен соработник е професор доктор од Машинскиот факултет Тодор Давчев. Теоретскиот дел ќе се обавува во просториите на Аутоцем, практичниот дел исто така во сервисот на Аутоцем, кој што веруваме ќе представува функционална целина за реализација на обуката. Во обуката можат да аплицираат и да се обучуваат кандидати кои што имаат 15 години, сите оние кои што се за доквалификација од струката автомеханичар, за преквалификација од струките технички, како што се електроструката, сообраќајната струка и други струки кои што се од техниката, така да ние поставаме отворен простор за сите оние кои што сакаат автомобилите и автомобилските мотори. Главната цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и способности за примена на основните техники за сервисирање и одржување на современи автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Аутоцем основана фирма во 2003 година, која е еден од првите официјални дистрибутери за Западна Македонија, мислам за цела Македонија, го Западна Македонија, за брендот Opel и Chevrolet. Меѓутоа, со успех на работата до 2014 имавме побарување од нашите клиенти за монтирање на плинскиот уред. Така да, од еден стручен кадар, обука на млади луѓе, тренирање, ги однесовме на обука, се врати успешно, почнавме и тоа се имплементираше више во јуни 2014,
кога веќе почна монтажата. Од тоа сето тоа, значи, ние го почнавме официјално за нашиот бренд Opel и Chevrolet, али после тоа се појави барање за другите брендови. Во тој склоп видовме дека има потреба и за мултибренд работење, затоа што одржавањето више да не ги многу малтретираме клиентите, го почнавме и мултибрендот да си го работиме. Од делот што не е Opel и Chevrolet и мултибренд сега работаме заради она апдейтирањето на плинскиот уред. После сето тоа мислевме со екипата што имаме, работната екипа, мислевме дека не имаме потреба и за технички преглед, што значи автобизнис прашањето да го затвараме, во еден ден сите работи да си ги врши човекот, од цела година еден ден да си го двои времето, за еден ден да си ги врши сите работи. И конкретно 2014 одлучивме да се отвараме техничката станица, почнавме со градбата, 2015 заврши, веќе функционира 4 месеци, перфектно. Така да, од сето тоа, за да го фатиме развојот во техниката на автомобилската индустрија, ни требаше едукативен центар. Што значи едукативен центар? Значи обука на млади луѓе, праќање на трендот на евалуацијата на автобизнисот, значи на меканиката, више нема меканика обична, значи стана мекатроника, се пренамени, така да и за обука на нашиот кадар што го имаме, и за обука на нашите колеги меканичари да ги пренамениме на мекатроничари. Така да сакам да кажам дека многу брзо последниве години се разви автобизнисот, така да некои промени без разлика она што ние како Автоцем имавме тренинзи од нашиот произведувач, меѓутоа сето тоа не е доволно. Ни треба малку повеќе искуство, значи секојдневно искуство, така да одлучивме со професориви од Машинскиот факултет, професорите од училишниот центар Мошапијаде да си го имплементираме. На денешната промоција учествуваа представници од бизнис секторот, невладините организации, регионалното одделение на Занечиската комора од Тетово, а веќе од утре ќе почне да тече рокот за пријавување на заинтересираните кандидати. Со цел поттикнување на младите за креативно размислување, а по повод почетокот на новата учебна година, Трговскиот центар Ремал организираше креативни работилници за учениците. Истите се реализира во соработка со невладините организации, Центар за едукација и развој и мултикултура. Под наслов Back to School, но овој пат на креативен начин, нашиот шопинг центар одлучи да организира креативни работилници по повод новата учебна година 2015-2016. Овој пат во соработка со познати невладини организации од Тетово и околината, Центар за едукација и развивање ЦЕД од ТРЦ и мултикултура од Тетово, одлучевме да организираме креативни работилници како би ги потенцирале и дошле до израз креативните вештини на учениците. За некого почетокот на учебната година е стресно, така да ние сакавме на еден поинаков и позабавен начин. Тука моментално се одвива работилницата со ЦЕД, каде што од рециклирани пластични шишиња ќе направат интересни украси, кои после ќе може да ги поделиме на нашите купувачи тука во центарот. Доека пак подоцна има поинаков еден малце тренинг со повозрасна таргет група со мултикултура за community mapping, се вика, значи за запознавање на етничките заедници во нашиот град. Ова е дел од активностите што сега за сега Ремал одлучи да им го даде за своите купувачи, потенцирајќи дека не секогаш организираме ивенти за нашите купувачи, туку би сакале да промовираме и некои повисоки вредности во нашето општество. Ова е една од, мислам дека најважните активности што го реализираме во рамките на функционирањето на организацијата, бидејќи прв пат почнуваме да соработуваме со бизнис секторот во регионот на општина Тетово и една со една од поуспешните компании во регионот, значи Ренова, поточно Ремал центарот овде. Значи имавме идеја на сите ученици и на родители, бидејќи тие се најбитните луѓе во моментално, бидејќи треба да се подготват за образовниот процес, да им посакуваме една успешна образовна година. Сакаме со ученици од регионот Теарци и Тетово, поточно од Кирил Печиновиќ Теарци и Наим Фраши во Тетово, имаат работилница со волонтери од Германија и од Македонија за креирање на модели со еколошка едукативна порака. Значи ќе направат работи од пластика или други отпадоци, истите ќе можат да ги споделат низ центарот понатаму во денот.
Полициски билтен, а во него информации за физички нападнат 16-годишен ученик во Гостивар и пронајдени растенија слични на канабис сатива во атарот на селото Лешок, како и излетан автомобил на улицата Видое Смилевски бато. 60 на растенија слични на канабис сатива пронашле вчера полициски службеници на МВР и СВР Тетово на две одделни парцели во атарот на тетовското село Лешок, односно во близина на патот за Ратае. Дел од искорнатите стебла ќе се вештачат и ќе се утврди зашто по-конкретно станува збор, информира СВР Тетово. Се превземаат мерки и активности за откривање на собствениците или закупците на двете парцели и за утврдување на тоа дали некој ги посадил на тоа место или се само никнати. Полицискиот билтен бележи напад на средношколец во Гостивар, имено вчера попладне околу 18 часот и 30 минути на улица Живко Брајковски во близина на средно училиште во Гостивар. Поголема група млади лица, најверојатно ученици, физички нападнале 16 годишен ученик. Тие се нафрлиле на него и повеќе пати го удирале со шлаканици, тупаници и клоци по главата и телото. Со цел да му помогне и да ги раздели, во меѓувреме се вмешало уште едно 21 годишно лице, исто така од Гостивар, но тогаш младите од групата и него го нападнале и удирајќи му нанеле видливи повреди на главата и телото, пошто на брзина се оддалечиле од местото. Според СВР Тетово, двајцата нападнати се обратиле за лекарска помош во Гостиварската болница. Нивните повреди се фотодокументирани и се работи на идентификување и пронаоѓање на сторителите. Во продолжение на полицискиот билтен информација за излетано возило. Вчера околу 14 часот и 20 минути на улица Видео Смилевски бато во Тетово, патничко возило Мерцедес со тетовски регистерски таблици, што го управувал 29 годишниот тетовец Б.И. загубило контрола и удрило во метален електричен столб, собственост на локалната самоуправа. Нема повредени од излетувањето и удирањето, а причинетата материјална штета се проценува на 50.000 денари. Извршени увити се расветлуваат причините и се друго. Првично, причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Вчера попладне околу 18 часот пак во Тетовската индустријска зона покрај патот Тетово-Старачино патничко возило Шкода Фелиција со скопски регистерски таблици, управувано од 24 годишниот велешанец АК, удрило и оштетило отворена шахта од атмосферска канализација. Возачот на Шкодата задобил телесни повреди, пренесен во Тетовската клиничка болница, укажана му е помош и пуштене на домашно лекување. По извршениот увид се расветлуваат причините за несреќата што се случила од пребрзо возење, во која материјалната штета изнесува 20.000 денари. Со соопштение до медиумите денес се огласија од Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово. 16 дена од стартот на учебната година, Министерството за образование и локалната самоуправа не презедоа буквално ништо во однос на проблемот со просториите за настава на средношколците од македонските паралелки на гимназијата Кирил Печиновиќ. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово се прашува што толку сгрешиле средношколците македонци, што упорно се игнорираат барањата на нивните родители и професори децата да учат во простории какви што им доликуваат на една образовна институција, се вели во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово. И покрај нашата реакција до надлежните институции, одговор од истите скоро и да нема, а со тоа се докажува дека Министерството и локалната самоуправа всушност прават се, само не тоа за што се избрани. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово го прашува Општинскиот комитет на ДПМН дали може би игнорирањето во однос на проблемот со гимназијата лежи во незиното име, кој од пред неколку месеци според советниците од ДПМН било констатирано дека станува збор за име на српски преродбеник, но и дали остануваат на ставот дека Кирил Печиновиќ е преродбеник од српска националност, пишува во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово до медиумите. Специјалната обвинителка Катица Јанева вети дека за еден месец ќе го избере тимот со кој ќе работи и тогаш ќе ги побара предметите од обвинителството поврзани со прислушувањето и ќе почне да работи по нив. Според новиот закон кој вчера беше донесен, откако специјалната обвинителка ќе ги побара, обвинителството е должно во рок од 8 дена да ги достави сите предмети со кои располага.
Јанева даде свечена изјава пред Советот на јавни обвинители, кој на вонредна седница едногласно ја избра на функцијата, откако претходно ја утврди и Собраниската комисија за избори и именувања. Пред своите колеги од Советот истакна дека совесно и одговорно ќе ја извршува функцијата специјален јавен обвинител за гонење на кривични дела кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Според ново изгласаниот закон, крајниот рок што го добива специјалниот обвинител за истражување на сите случаи од прислушувањето е до март 2017 година. Доколку до тогаш не поднесе обвинение, понатаму не ќе може да го стори тоа. И се гарантира и целосна автономија во работењето без да му дава отчет на државниот јавен обвинител, туку само на собранието на секои 6 месеци. Ќе има свој посебен тим и неограничен буџет за работа. Утре вечер во Центарот за култура Асном во Гостивар ќе се одржи премиерата на представата Царот Лав. Се работи за интересна бајка во која улогите ги играат најмладите гостиварски актери. Бајката Царот Лав утре вечер премиерно ќе биде изведена пред гостиварската публика. Во оваа детска представа на Центарот за култура Асном учествуваат најмладите актери од Гостивар. Тие на големата сцена ќе ја донесат приказната за царот без човечки глас, неговите доживувања, авантури и потрагата по најубавата девојка на светот. Јас сум Анастасија Николовски и во оваа представа ја играм улогата на Арлекин, тој е царскиот забавувач. Јас сум Давор Ангелов и ја играм улогата Палјачев. Јас сум Ристо Борчевски и во оваа представа ја играм улогата на Царот Лав. Ние никога не слушаме не. Па затоа ќе правиме луѓе на ватата спречута. Престанете! Иако дозволува вие се, не претерувајте де. Да не пустиш, да те забавуваме, расположуваме. Представата за Царот Лав изобилува со необични случки, смеење, интересни ликови, во кои децата актери со задоволство се внесуваат. Јас сум Теодора Матеска и во оваа представа јас ја играм улогата на добрата самовила. Јас сум Михаила Антеска и во оваа представа ја играм улогата на Желба, царицата на желбите. Јас сум Марија Ангелковска и во оваа представа за Царот Лав јас ја играм улогата за пчеличка. Јас се викам Емилија Филиповска. Ја играм улогата Пчеличка 3. Јас сум Сајана Становска и ја играм улогата Пчеличка. Јас се викам Симона Ѓорѓиевска, ја глумам улогата на Срничка и на девојка. Јас сум Ана Башковска и ја глумам на Царот Лав драмата Срничка. Јас сум Теодора Николовска и во оваа представа јас ја имам улогата Сончев цвет. Јас сум Екатерина Тримчевиќ и ја глумам улогата на царица. Јас сум Јана Доноска и во приказна за Царот Лав јас глумам една од сестричките. Јас сум Росица Матеска и во представата приказна за Царот Лав глумам исто така сестричка. На патот кон целта, најголемата препрека на царот ќе бидат големиот зелен змеј и неговата заштитничка Завист. Јас сум Дамјан Дамјановски и во представата го глумам страшниот зелен змеј. Походате железен чекане, чукајте не долчи. Престане веќе еднаш. Молчи. Јас сум Анастасија Јанковска и ја глумам улогата царицата Завист и сум заштитничка на дворецот од страшниот зелен змеј. Таа бара да ги скара. Адаптацијата и режијата на представата Царот Лав се на Ѓорги Нешковски, а за техничкото водство се задолжени Јасер Хусеини и Александар Нешковски. Премиерата за утре вечер е закажана со почеток во 19 часот. Наредниот ден, во петок, ќе се одржи втора изведба за основците од гостиварските училишта. Гостиварскиот новинар и публицист Киро Кипровски утре вечер ќе ја промовира својата нова книга, монографија за Гојко Јаковлевски, еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ. Промоцијата ќе се одржи во Музеот на македонската борба во Скопје.
Утре вечер во Скопје ќе биде промовирана нова книга на гостиварецот Киро Кипровски, долгогодишен новинар и публицист. Станува збор за монографијата за Гојко Јаковлевски, еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ. Книгата со наслов Македонија мојот живот содржи досега необјавувани податоци и фотографии од животот на овој иселеник, кој поголемиот дел од животот го посветил на македонската самобитност и осамостојување. Кипровски го офаќа животот и патешествијата на Јаковлевски кои започнуваат од неговата 7 година. Во оваа книга ќе може да се прочита и за делот од неговиот живот кога во 61 година при негов престој во Берлин се запознава со Благој Шамбевски и Драган Богдановски. Има сведочења за животот на прогресивните македонци кои се собирале во ресторанот Ново Скопје, чиј сопственик бил Јаковлевски. Книгата има 540 страници, голем број фотографии, како и копии од документи кои досега не се објавувани, а се важни за македонската историја. Промотори на ова последно дело на Кипровски ќе бидат доцент доктор Светлана Велјановска и публицистот Виктор Цветановски. Промоцијата ќе биде збогатена со настапите на Виолета Томовска, Ванчо Тарабунов и националниот ансамбл Танец. Настанот ќе се одржи во Музеот на македонската борба со почеток во 19 часот и 30 минути. Унгарската ограда ги покажува првите резултати. Бројни бегалци сега одат на српско-хрватската граница. Хрватска е дел од Европската унија и би можела да стане нова влезна порта за бегалците. Хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ свика состанок на Советот за национална безбедност, на кој ќе се расправа за мигрантската криза, откако првите бегалци од Блискиот Исток денеска влегоа на хрватска територија. Од вечерва на полноќ Австрија ќе воведе гранична контрола на својата граница кон Италија, Словачка, Словенија и Унгарија, соопшти денеска Австриското министерство за внатрешни работи. Во соопштението се наведува дека за ваквата одлука на Виена, австриската министерка за внатрешни работи веќе ја информирала Европската комисија. Интензитетот на граничната контрола ќе биде на ниво кое е неопходно за гарантирање на безбедноста, навела министерката во писмото до Еврокомисијата. Денешната одлука на Австрија следи 2 дена откако Германија воведе контрола на германско-австриската граница. Полицијата соопшти дека ослободени се 2 од 18 турски работници кои овој месец беа киндапирани во Багдад. Работниците биле ослободени во јужната ирачка провинција Басра, а портпаролот на полицијата соопшти дека мажите денеска биле идентификувани од патролата во западниот дел на градот. Тие рекле дека се во добра здравствена состојба. 18 работници на 2 септември беа киднапирани од градилиштето во Багдад. Едно комбе и еден автомобил со 3 жени и 13 деца биле заробени од водите кои во потоци се сливале низ градот, но додека чекале водата да се повлече и тие да продолжат по патот, водената стихија ги однела возилата низводно, при што само 3 деца преживеале, а 12 од 16 се мртви, а едно се води како исчезнато. Повеќе од 10 луѓе загинале во истите поплави во Хилдейл, Јута и во Колорадо Сити, Аризона во вторникот кога поради силни дождови градовите беа поплавени. Надлежните во Јута и во Аризона заедно работат во операциите за спасување. Околу 30 на километри северно во националниот парк Зион, истото невреме предизвика поплави во кањонот, при што загинаа 4, а 3 се водат за исчезнати. Повеќе од 600 домови изгореа во пожарот кој неколку дена беснее во Калифорнија. Властите прогласија вонредна состојба, а евакуирани се 13.000 луѓе. Во справувањето со огнената стихија се ангажирани 2300 пожарникари, од кои неколкумина се со сериозни изгореници. Денес имавме уште еден сончев и топол летен ден. Дуваше слаб јужен и југоисточен ветер, а во западните предели слаб југозападен ветер. Температурите понатаму беа надпросечни за овој период од годината, па утринските се движеа од 9 до 19, а максималните дневни од 24 до 35 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Сончево и топло ќе биде и утре. Утринските температури ќе се движат од 10 до 20,
а дневните од 26 до 37 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Останете и понатаму со програмската шема на радио и телевизија КИС. Пријатно!